Професоре Милевски, добар ден, ви благодарам што сте со нас. Зборуваме за една мощна комплексна тема, а тоа се реформи во образовниот систем. Знам дека е тешко да се даде на генерална оценка, меѓутоа токму тоа ќе го побарам од вас. Може ли направите една генерална анализа за состојбите моментално во нашиот образовен систем? Благодарам на вашиот интерес за овој разговор и што ме повикавте да бидам учесник во него. Моje мислење е дека образованието на некој начин е слика на државата и обратно. Државата се пресликува во образованието. Значи, онака како што е сега поставено севкупното образование, од високото до основното, па да не кажам и предучилишното, значи, навистина не одговара или не е во согласност со нашите тенденции за приближување кон Европска Унија, ниту пак воопшто со современите тенденции во светот, во смисла на она што е развој на нови пристапи, нови технологии, усвојување на врвни знања и така натаму. Значи, по мене се уште сме некако генерално заглавени во оно еден, да кажам, постар систем. И едно што велам, значи, што може би треба да биде јасно, дека носител на промените во образованието треба на некој начин да биде пред се високото образование. Значи, од тука треба да започнат вистинските промени. Знаете, имате тука различни мислења со некои ваши колеги или со експерти кои што велат дека токму треба да се фокусираме на реформи во основното образование или од почеток да се почне. Вие мислите дека почетокот е тука горе? Јас мислам дека почетокот е во високото образование и пристапот кон научно-технолошкиот развој, односот кон науката, значи така натаму. Зошто? Затоа што треба пред се да имаме одлично поставено високо образование, од кое што ќе произлегуваат кадри, значи наставници и останати кадри кои што ќе бидат вклучени како квалитетни кадри во основното или средното образование. Без тоа ништо не правиме. Дали сакате да кажете дека всушност клучната забелешка или клучниот проблем го гледате во квалитетот на кадрите? Едно од клучните работи и тоа. Значи, делумно сметам дека кадрите делумно излегуваат неподготвени, односно со недоволни знаења, со недоволни осознавања, иницијативи и така натаму, значи во смисла на новото време што доаѓа, новите технологии што доаѓаат и така натаму. На што се должи тоа? Можеби непотизам, партизација при нивното поставување или на нивната лична инертност во обидот да се учат нови вештини, нови знаења и да се биде подобар професор? Значи, еден проблем кој што го вака, можеби тоа е моје субјективно гледиште, меѓутоа она што гледам, точно тоа што го спомнавте, дека во изминатиот период постоеше преголема партизација при примањата на кадри, значи на наставници и така натаму. Обично во западните држави или во развиените држави секогаш се гледа или се дава предност, вистинска предност на квалитетните и добри кадри. Овдека, за жал, многу често некои други елементи доаѓаат до израз, блискоста до некаква опција или не знам што, или некакви врски, непотизам и така натаму. И од тука се случува понекогаш да имаме навистина катастрофални решенија во смисла на наставници, кои што ќе понекогаш велам, иако има навистина дели многу добри наставници, меѓутоа оние слабите наставници на некој начин го закочуваат целиот процес или внесуваат некоја атмосфера на нема потреба од не знам какво истакнување и така натаму. А од друга страна е поентата она што велам, секогаш квалитетот и работата треба да биде наградена, стимулирана и обратно неквалитетот, неработењето треба да биде на некој начин, не мора да биде тоа казнето, меѓутоа да биде укажано дека не е како што треба. Да, меѓутоа ова се коси со оној линеарен пристап кон плати, кон пристап воопшто кон финансирање на образовните работници. Ја мислам дека еден од главните проблеми севкупно во државата е непостоењето на принцип на мотивација. Значи, ви имате наставник кој што извонредно работи со учениците, или професор, или без оглед што и да е, како и да е, кој што навистина огромен дел од своето време посветува на нив и остварува огромни успеси, јаки успеси, било да се тоа над превари, било да се некакви секции и така натаму, меѓутоа неговата плата, да кажеме, е иста со платата на некој кој што ама буквално си тера единствено на што мора,
часот да го заврши и така натаму. Состојбите што ги опишавте веројатно се резултати на односот на сите власти кон образованието, каде што гледаме една прилична ноншалантност кон реформите. Ние немаме конкретна постојана државна стратегија. Значи политиките се менуваат како што се менуваат и властите и нивните партиски гледишта на образованието. Министрите се менуваат исто многу брзо. Целиот тој сектор на образованието е предмет постојано на некои партиски, коалицијски пазари. Значи, како го гледате овој однос на оние кои што треба да бидат носители на реформите кон вашата област? Понекогаш се мисли дека реформа представува донесување на закон. Еве, се донесе законот за високо образование. Јас бев еден од оние кои што, значи, заедно со бројни колеги и од тој професорски пленум и од останатите укажував дека законот не ја чини реформата. Реформата ја чини севкупната стратегија или посветеност, желба да се променат нештата во образование, во овој случај велам високото образование. Зошто? Затоа што, пак кажувам, мора да имаме, значи, многу квалитетно високо образование кое ќе продуцира изворедно квалитетни студенти или дипломци, односно наставници или инженери или не знам што било на која позиција да се, за да можат тие да, меѓутоа и понатаму од тоа, значи еден од главните проблеми, пак ќе кажам, талентираните, најдобрите пример студенти, за нив мора да се најде место, дали ќе е тоа на универзитет, дали ќе е тоа во некоја соодветна институција и така натаму. Да не се случува обратното, тоа е главната демотивација на тие најдобрите, најталентирани луѓе што ги имаме, што тие не може да најдат свое место, иако се, да кажеме, изворедно интелигентни или надарени за некоја област, значи во таа смисла. Зборувате вие за реформи на високото образование, една од клучните реформи која што беше најавувани, на која што се обрати многу внимание и се потроши енергија, беше дисперзираните студии и факултетите кои што и универзитетите се отворија низ земјава. Како гледате вие на тој концепт и колку, зашто многу мина го критикуваа дека токму ова дисперзираност всушност значи губење на оној мал квалитет кој што беше сконцентриран тука. Со дисперзираноста фактички се продуцира уште повеќе несоодветни кадри, затоа што професорите, понекогаш и навистина добри професори, беа на некој начин приморани да патуваат, да губат време, наместо да го посветат тоа време на нивно дополнително истражување, усовршување и така натаму, тие мора да заминуваат во некој град и навистина со оглед на големината на нашата држава, значи 25.000 километри квадратни, бројот на дисперзирани студии, па и бројот на универзитетите е преголем. Треба да имаме овдека сконцентрирано финансирање на неколку универзитети, навистина според потребите и според барањата и на пазарот и на сето она што се поставува пред нас, за да навистина, рековме, се продуцират квалитетни кадри и да имаме она што е многу важно, што на запад секогаш се применува. Да имаме отворен конкурс, не конкурс кој ќе биде, например, сега ќе реши некој, да, ќе имаме конкурс, не знам, за месец дена за примање на кадри, нови кадри. Зошто? Затоа што, можеби, пример, во мојата област ќе се појави извореден студент за 2-3 години, пример. Еден друг проект кој што исто така мислам дека имаше многу негативен импакт, влијание врз образовниот систем, посебно во основното образование, тоа е Кембридж системот. Се чини дека дел од структурите уште кога го воведува не сватија или нема разбрано дека овој систем во ниту една земја во светот не е прифатен како национален образовен систем. Значи, тоа е наменет креирање од одредена институција која што е блиска, да кажеме, до универзитетот во Кембридж, меѓутоа не е произлезена од самиот универзитет Кембридж и е наменета за талентирани деца. Тоа што значи? Тоа значи дека пристапот таму е многу повисок од оној кој што е потребен за просечното дете. И имавме интересна ситуација да задача која што е за 6 оделение, речиси ниту еден студент не можеше да ја реши. Од тука може да сватиме кои се недоследностите, значи, навистина, пак ќе кажам, значи, во некои држави е прифатен Кембридж системот, ама само за приватни училишта за талентирани деца. Од друга страна имаме катастрофални податоци на PISA тестовите за елементарна неписменост, функционална неписменост од основно образование.
факултетот, тоест универзитетот во кој што и вие предавате го нема на Шангајската листа. Воопшто нема македонски универзитет таму. Значи, сакам да кажам дека овие состојби за кои што вие зборувате се евидентни во очите на светот. Значи, нашата држава и на светската сцена од аспект на образованието е навистина долу. Како мислите дека ова може да се поправи? Видите, пак прашувам сега за чекори. Што мислите вие дека може да се преземе? Пак ќе кажам, во развиените држави си има регистар, Министерствата за образование, значи или за наука, си имаат регистар на кадри според нивните постигнувања, не според дипломата. На Запад веќе дипломата губи свое значење, него фактички таму е важно постигнување, биографијата, што има, колку има работи објавено, колку има истражувано, каде има истражувано, значи колку проекти има, колку има стручно и апликативно искуство. И врз основа на тоа се гради една база на податоци и се повикуваат на вистина оние најквалитетните за одредена област. Овдека, да, битно, има таква некаква диплома, не знам што како, и од тука па излегуваат можеби и документи кои што немаат своја тежина, политики, стратегии и така натаму, кои што навистина понекогаш... Знаете, тој сооднос е контрадикторно, бројот на дипломирани граѓани со овој квалитативна оценка на квалитетот. Да, значи затоа велам, мора малку, не малку, него драстично поинаку да се пристапи првин кон високото образование. Односно да се направи ситуација, состојба, значи да се зголеми финансирањето на оној дел на наука, апликативност и така натаму. Зошто? Затоа што професорите, пред се професорите, мора да имаат добри сознанија и теоретски, меѓутоа и практични, кои што лесно ќе ги пренесат на студентите. А студентите па понатаму, како дипломирани наставници, инженери или не знам што, па ќе ги пренесат на во своите средини, на учениците или на своите колеги и така натаму. Значи, знаеме дека треба време за овие реформи, дека не е тоа нешто преку ноќ што се прави, веројатно ниво еден мандат. Имате ли некоја проценка генерална, да речеме, од аспект на временски рамки, доколку има еден позитивен пристап и сериозен пристап и волја политичка за реформи, кога би можеле првите резултати да се видат? Ако се сака, рековме, ако се сака вистински, значи не политикански, меѓутоа земено стручно, професионално, јас мислам дека за 4-5 години може да има изворедни промени на подобро. И пак ќе кажам, не случајно, дури имаме и примери на многу посиромашни земји кои што многу вложуваат во науката, во високото и во средното и во основното образование. Бидејќи тие знаат дека образованието, квалитетното образование ќе биде фактички најголемиот потикнувач на економијата, на стопанството, на развојот на земјата и така натаму. Значи, Кај нас го гледате тоа? Гледате таква политичка Сега за сега се уште не, значи ви велам, значи мора да се зголеми финансирањето, меѓутоа сепак тоа да биде засновано на оправданост, на стручност на луѓето и така натаму, значи настапите на конференции, не знам, воспоставување на оние меѓународни контакти, затоа што ние сега реално, генерално сме она што се вели табула раза, односно во многу меѓународни тела, значи кои што се многу важни, каде што се склучуваат контакти, каде што може да ги испраќаме нашите студенти или нашите ученици на размена и така натаму, ние едноставно сме ограничени затоа што бирократската процедура е навистина голема, финансиите ни се извонредно ограничени. Јас имавме случај сега да кажем, еве токму ова што го зборувате, значи надарени деца од средно образование, кои што има можност да учествуваат на врвна светска олимпијада на знаења и кои што мора самите јадни да си ги платат сите трошоци. И таму разговаравме, значи ние бевме единствените представници од овдека кои што самите си ги плаќавме трошоците за учество на светска олимпијада на знаење. Ова се проблемите кои што се лоцирани во политиката и во оние политички функционери и носители на процесот на реформи што ќе треба. Меѓу другото, сето ова што досега го зборувавме, да го финишираме разговорот, главната поента ви е да се тргнат партиите, да се тргне политиката од образованието, да си дојде стручноста на своето место, да се направи вистински рейтинг и она што велам многу е битно. Принципот на мотивација и демотивација. Се што ќе се види дека работи, дека прави успеси, дека
ги води учениците, студентите напред и така натаму, треба да се најде начин да се награди и да се стимулира. Но ова едната страна од паричката ќе дозволите да, поентирам со една друга мисла, тоа е дека еве да речеме политиката се трга, имаме максимално посветена перспективно максимално посветени политички функционери кои што ќе речат сакаме вистински реформи. Што правиме со она што е ваша работа како луѓе од образованието? Ние низ годините сведочевме многу пати кога интелектуалците, професорите, оние што треба да бидат носители на општествените промени, се подведуваат токму под политичката матрица. Сакам да речам, нели сметате дека и вашите колеги и оние кои што заедно со вас како носители на оние промени се прилично тивки во ова што вие го зборувате? Она што кажавме, политиката треба да ги тргне своите раце таму кај што треба да ги тргне своите раце. Рековме, дали се тоа вработување, дали се тоа избор на кадри соодветни и така натаму. Меѓутоа, политиката не треба, и не само што не треба, него треба да земе уште поголемо влијание да има во креирање на политики за високото и воопшто за образованието, меѓутоа заедно со соодветните луѓе од тие области. Значи, во една комуникација, дали преку трибини, дали преку заеднички, не знам, разговори, анализи, преку креирање на стратегии соодветни и така натаму, значи да се најдат најоптимални решенија и тоа што поскоро, кој што ќе придонесе, значи да не се губи време, не знам, обично понекогаш кај нас години се губат на некакви стратегии. Ви благодарам многу за разговорот. Благодарам. Ќе ги следиме реформите. Ќе ги следиме. Благодарам. Благодарам на вас.